Кој се може да следи и прислушува? Апарати за снимање телефонски и видеоразговори продаваат и физички и правни лица. Тоа значи дека освен државата, тајно може да ве снима и следи и газдата и колегите на работа, пријателите или непријателите, соседите. 360 степени ви открива до какви се прислушни апарати може да се дојде во Македонија и за која цел тие може да бидат употребени. Ало? А се јавувам во врска со огласот кој што го видов на интернет за апарат за прислушување и за видеонадзор. Заинтересиран сум за купување на опремата, меѓутоа ме интересира малце повеќе податоци на кој начин функционира и на кој начин може да се користи. Значи тоа треба да се стави во него сим картичка од било кој мобилен телефон и има опција да му давате вие команда преку SMS пораката да снима видео или да снима аудио. Исто така можете и директно да се јавите на самиот број што ќе го ставите, значи на самата сим картичка што е во апаратчето и да слушате директно што се разговара во самата просторија. Кога би можеле да дојдеме да го купиме апаратот? Да видиме како исто функционира, ни објасните. Моментално сум излезен, значи би се слободил на 4-4,5 часа. Добро, ајде ќе се пречуваме после тоа. Така, окей. Ајде влези да ти погледам. Зимаш само телефон и звониш на бројот што ти е или кој број ќе оставиш, не е битно. Задзвонува автоматски си крева. Ни дрма, ни звони ова. Ти да се дереш од тука, не можеш да слушаш. Да. Ти само го слушаш само ова. Овој апарат снима и видео, а не само аудио. Ало, добар ден, професоре. Зоран Јовановски, 360 степени. Како сте? Во вашата лабораторија каде што работите, за да може и визуелно да прикажеме како ги изгледуваат експериментите при истражувањето. Да. Login Electronics е фирма која увезува и продава така наречена шпионска опрема. Оттаму велат, за уредите што се во продажба нема никаква законска регулација. Поскапи се од оние што може да се најдат на интернет, но се поквалитетни. Граѓаните ги купуваат, но за каква цел? Да, има интерес. Бараат и тоа бараат за различни работи, за различни цели. Кога луѓе го бараат да купат ваква опрема, обично кажуваат ли за која намена сакаат да ја искористат? Да, некои кажуваат, некои не. Значи, кажуваат најчесто овие што се
за уреди што се за дома, најчесто сакаат ги земаат за бебе чување, за дадилка и така. Например, начарите ги земаат и за спорт, за пешачење, за возење точак и слично, а ги земаат и например доколку сакаат како да кажам, како детектив, значи да кај што поминува да снима, за после да може да го искористи тоа за нешто на суд или слично. Па и за други работи, например пенкалото го имаат барано исто и за како доказ дека некој некого малтретира у тој стил, така да ги бараат за најразлични работи. Ама иначе се Дали целта ги оправдува средствата? Јавноста се уште се сеќава на случајот со дадилката која тепа 9-месечно бебе, а родителите по тајното снимање случајот го пријавија во полиција. Снимката беше доказ во судска постапка. Ако таквите уреди се користат заради обезбедување на сопствениот имот, на сопственоста, на личната сигурност на граѓанинот, на сопственикот на станот, тоа е во рамките на дозволеното. Меѓутоа, примерот кој што го посочувате, доколку биде предаден во процедура со кривична пријава до надлежното јавно обвинителство, секако тука е неопходно да се прави вештачење за да се утврди веродостојноста на она што го гледаме на снимката. Дали е тоа лицето и дали е тоа действието што го има направено за да можеме да го користиме како валиден доказ во постапката за која секако ќе се докаже вината. Прислушувањето и следењето се опфатени со два закони во Македонија. Во законот за кривична постапка се вели дека само судот, по барање на јавен обвинител, може да одобри посебни истражни мерки, како снимање и следење. Кривичниот закон пак ги регулира казните за неовластено користење уреди за тајно снимање, кои одат до затвор, најмногу до 3 години. Дали и какви материјали граѓаните може да користат за докажување нечија вина или своја невиност пред судот на правдата, каде завршува приватноста, а каде почнува јавниот интерес. Адвокатот Наков препорачува луѓето да не користат вакви уреди за снимање, бидејќи се граничат со дозволеното и може да се најдат во ситуација да одговараат кривично. Законот за кривична постапка ги кажува правата. Во кој случај може да се користат такви средства, секако по наредба на јавниот обвинител. И дека користењето на таквите средства во една постапка се фактички валидни и можат да се користат како доказ на самото судење или кој што викаме ние правниците на главната расправа. Воспротивно, доколку и полицијата или било кој граѓанин има на располагање, треба и нужно е преку јавното обвинителство да иде целата таа работа. Воспротивно, тоа не се докази валидни за да можат да се користат во постапка со која ќе биде донесена и валидна пресуда. Сакам да потенцирам, дури и јавното обвинителство, односно полицијата, ако отстапи од членовите предвидени во ЗКП, таквите докази се невалидни за на крајот да се донесе и валидна пресуда. Го знам од каде и го знам за која потреба е снимано и го знам, значи, јас не можам да се снимам. Јавноста неколку пати досега имаше можност да види видеоснимки, направени со посебни истражни мерки, кои според квалитетот наликуваат на снимки направени со уредите што се слободно достапни на пазарот. Снимките, наместо да останат тајни и достапни само во судска постапка, завршија на интернет. Јавното обвинителство никогаш не откри како се случило тоа и кој треба да одговара за незаконското објавување. Власта користи необични уреди за снимање, вели професорката на Природно-математичкиот факултет и овластен судски вештак по физички науки Мимоза Ристова. Се повикува на лично сознание од еден од јавно експонираните судски случаи. Власта наша, сегашна, не само што е инкриминирана во оноа следење на комуникации и пресретнување на комуникации, туку се служи со многу вакви гаджети, да ги речеме, играчки, од кои што во еден од, мислам дека во Метастаза беше искористен таков видеоуред и тоа еден од моите пријатели, жртви на овој случај, тврди дека неговиот соговорник уредот го носел во окото. Тој бил човек што нема едно око. И потоа ја на интернет проверив, јас се сомневам во таквото нешто, на интернет проверив, да, постои таков уред.
вештачко око со камера внатре. Овие навидум обични наочари за сонце што ги носам, може да ве снимаат. Но наочарите не се единствената опција. Напредната технологија овозможи со помош на паметните телефони кои ги користиме речиси сите да ве стави во позиција да бидете слушан или да може да слушате без да мора да го притиснете зеленото копче на телефонот. Одлична илустрација за ова е дипломската работа на студентот по компјутерско програмирање од Холандија, Ентони ван дер Мер. Тој сам го заразил својот телефон со шпионски софтвер и намерно дозволил да му го украдат. Потоа, многу лесно добивал податоци за крадецот во форма на аудио и видео снимки, фотографии, точни локации на движење, пристап до SMS комуникација и листа со контакти. Hij is in ieder geval weer online gegaan in Amsterdam. En toen was hij waar hij nu heel vaak is. Dus dit is zijn huis. Zou ik nog een foto proberen te nemen? Ja. Misschien heeft hij hem nu veranderd. Take picture verzonden. Opdracht verwerkt. Oh, weer wat binnen. Ja, dat is die foto. Ja, what the fuck joh. Vol in beeld. To je to. Idemo dalje. Možemo ga govoriti. Ti će vidiš što sve možete napraviti. Znači, uvijek se ne ide da koristi telefon.